Во тек е обновата на доводниот тунел во хидроелектричната централа Пена во Тетово. ОДВ на Македонија информираа дека со санацијата на 25 години стариот тунел ќе се зголеми производството и ќе се подобри снабдувањето на локалното население со електрична енергија. Се работи за редовно инвестициско одржување кое трае од 22 јули до 15 август. Тунелот е со должина од 1080 метри, висина 2,4 и ширина од 2,1 метар. Тука температурата се движи од 12 до 14 степени и представува вистинско свежување после надворешните летни горештини. Во овој тунел е и доста темно. Такво било и по тетовските улици се до 1926 година, кога започнала со производство на електрична енергија првата хидроцентрала во Македонија Пена, чиј дел од инфраструктурата е и овој тунел. Изградена е како идеја на неколку амбициозни и имотни трговци од Тетовско, кои решиле да го осветлат градот. Хидроцентралата ја користи силата на брзата и пенлива река, сместена во горниот тек, на место каде природата била дарежлива со убавини и чист воздух. Во тоа време се произведувало и вишок електрична енергија, бидејќи покрај улиците биле осветлени домовите само на побогатите семејства. Тогаш имало недостиг од струја во Скопје, па од оваа мала хидроцентрала се снабдувал и главниот град. Денес производството е доволно за неколку шарпланински села и дел од Тетово. Во 1979 година Полошкото подрачје го зафатило голема поплава. Пена се излејала. Единствено преживува градежниот дел на машинскиот погон. Тогаш хидроцентралата за прв пат била целосно ревитализирана, а пред неколку години е претворена во современ енергетски објект. Според познавачите, Македонија има реки со големи хидропотенцијали, кои не се доволно искористени. Тоа би можело да се направи со изградба на повеќе вакви мали хидроцентрали.